Почитувани, синот на посебната советничка на Зоран Заев Ленче Николовска професионално е ангажиран од страна на Фондот за иновации и развој. Ова не би било ништо скандалозно доколку мајка му не е посебна советничка на Зоран Заев во владата на СДСМ, како посебен советник за земјоделие, чија плата во бруто висина од 75.000 денари. Прашуваме, како е можно баш децата на функционерите на СДСМ да се најквалитетни и да се вработуваат по институциите? Исто така прашуваме, колкава е висината на платата што ја добива синот на Ленче Николовска за работата што ја работи во Фондот за иновации? По кој критериум е избран баш синот на посебната советничка на Зоран Заев да биде ангажиран од државна институција и од кога е ангажиран да работи за Фондот за иновации? Почитувани, ова не е прв случај во владата на СДСМ каде што функционерите од владата си ги вработуваат своите деца во државните институции. Ова не е прв случај каде што децата на функционерите од владата се поспособни од било кој млад човек во нашата држава. Претходно јавноста беше запознаена со вработувањата на децата на Мирослав Грчев, Талат Джафери, Еса Трахиќ, братот на градоначалничката од Битола и многу други случаеви. Очигледно е дека единствен критериум за вработување во СДСМ е да бидеш во блиска роднинска врска со некој од функционерите. Очигледно исто така дека проектот Младинска гаранција, преку кој требаше да се вработуваат најдобрите студенти во држава, СДСМ го смени во проект Функционерска гаранција, каде што се гарантира вработување на секое дете или роднина на функционерите на СДСМ. А оние роднини кои што нема да се вработат од страна на владата, добиваат грантови од Фондот за иновации, како на пример снаата на Цветанка Ласкова. Ова е начинот на кој што СДСМ ја замислува професионализацијата на администрацијата и институциите. Почитувани, СДСМ мора што побрзо да си замине од власт и да ја ослободи државата од своите партиски инсталации. На крајот, граѓаните и Република Македонија ќе победат.